Насловна страна на денешниот дневник. Постарите генерации охриѓани редовно се вакцинираат против сезонски грип. Објавени конкурсите за доделување награди и повелба патрон на градот Свети Климент Охридски. Од 7 до 10 ноември забрана за водата за пиење во Мешеишта. Наместо Визер, идното лето од Виена за Охрид ќе лета Austrian Airlines. Народна банка ја ревидираше проекцијата. Инфлацијата ќе биде повисока од претходно предвидената. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Беше релативно топло за овој период од годината со максимални 14 степени Целзиусови. Во петок над Британските острови, како и најголем дел од Пиринејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Зоната на стабилно време е лоцирана над Централна Европа, како и над поголем дел од Северна и Источна Европа, под влијание на висок воздушен притисок и постудено време со пад на температурите. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Стабилно време со зголемена облачност се очекува во северните предели. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 11 до 19 степени. Во Македонија во петок ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Ќе дува умерен југозападен ветер, а во источната половина ќе дува засилен југоисточен ветер кој што ќе достигне брзина до 40 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 1 до 10 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 6 до 15 степени. Во Охрид во петок ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 5 степени, додека пак максималната дневна до 12 степени. Во Охрид во сабота и недела ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 6, односно 7 степени, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 12, односно до 15 степени. Во понеделник ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 15 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Планински очи, што плескат под врвот
очите светлина, во светлината живот. Гледај подобро, живеј подобро. Систина очна болница бај Промедика офталмологија. Прва регионална очна болница Битола. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Дека вакцината од грип штити доказе 86-годишната Љубица Петковска од Охрид, која веќе 15 години редовно се вакцинира против сезонски грип. Оваа сезона во Центарот за јавно здравје Охрид имаше зголемен интерес за бесплатна вакцинација во однос на лани, посебно од популацијата над 65 годишна возраст. 86-годишната Љубица Петковска од Охрид повеќе од 15 години редовно се вакцинира против сезонски грип. Не памети од кога не била болна, со години немала симптоми на грип и настинки. Вели вакцината и помага и ја штити, но за здрав и долг живот е важна и рекреација, редовни вежби и движење. Стално. Се пријавувате Секоја година. Има ефекти? Имат. Кај мене имат, кај други не знам. Грипот некако слабо не идет. Колку години имате? Мало, 86. Едно 7-8 години сигурно. Не сте имале проблеми? Не. Не сте разболени од грип? Од грип не. Оваа сезона во Центарот за јавно здравје во Охрид има рекорден број на пријавени за вакцината против сезонски грип. Очекувам во наредниот период да имаме многу помал број на лица кои што треба да бидат вакцинирани. Интересот е многу голем и тоа најмногу кај лица кои што се од над 65 години и лица со хронични заболувања, со оглед на тоа што веќе во нашиот град има се поголемо, повеќе постара популација и лица со хронични заболувања и очекувано е толку голем број на заинтересираност. За сега во Центарот за јавно здравје нема ни еден регистриран случај на грип. Пикот се очекува на крајот од јануари и почетокот на февруари, периодов преовладува коронавирусот. Најчести симптоми се инфекции на горно-респираторни патишта, болка во грло и покачена температура. Објавени конкурсите за доделување награди и повелба патрон на градот Свети Климент Охридски.
По повод 8 декември, Свети Климент Охридски, градоначалникот на општина Охрид го распиша конкурсот за доделување општинска награда Патрон на градот Свети Климент Охридски, а Советот на општина Охрид распиша конкурс за доделување повелба Патрон на градот Свети Климент Охридски. Наградата се доделува за животно дело, односно долгогодишни остварувања и врвни достигнувања во сите области од општествениот живот кои се од особено значење за општина Охрид и кои имаат голем придонес во низиниот развој, напредок и севкупна афирмација во Република Македонија и светот. Наградата Патрон на градот Свети Климент Охридски се доделува само на еден добитник, само еднаш и истата не може да се дели меѓу повеќе добитници. Повелбите се доделуваат за остварување и достигнувања во сите области од општествениот живот кои се од особено значење и имаат посебен придонес во развојот и севкупниот напредок и афирмација на општина Охрид во Република Македонија и во светот во период од една година. Повелбата може да се додели максимум на 5 добитници. Двата конкурси ќе траат 15 календарски дена сметано од денот на објавувањето. Пријавите треба да се достават на адреса на општина Охрид со назнака за кој конкурс се аплицира. Јавното комунално предпријатие Дебрца ги информира жителите на село Мешеишта дека во периодот од 7 до 10 ноември ќе има забрана за користење на водата за пиење. Од предпријатието информираат дека на 7 ноември петок ќе биде пуштен во употреба новиот резервоар за вода, изведен од фирмата Марковски Доел. Во текот на изведувањето нема да има прекин во водоснабдувањето, но по пуштање на резервоарот ќе се изврши дезинфекција на системот. Во периодот од 7 ноември петок до 10 ноември понеделник, водата не смее да се користи за пиење и хигиена. Дозволено е да се користи само како техничка вода, потенцираат од јавното комунално предпријатие Дебрца. Компанијата Austrian Airlines идното лето ќе лета од Виена за Охрид. Нискобуџетната компанија Визер ќе ја одржува оваа авиолинија до март, пошто ќе ја укине. Компанијата Austrian Airlines од 17 мај 2026 ќе лета од Виена за Охрид. Картите за првиот лет се веќе достапни во резервациониот систем. За почеток, австриската компанија, која е дел од групацијата Lufthansa, ќе лета еднаш неделно, а во јули и август ќе одржува линијата 2 пати неделно со авион од типот Airbus A320. Последниот лет за идната година е закажан за 27 септември. Се очекува Austrian Airlines да ја пополни празнината што ќе се отвори откако Визер ќе ја укине линијата Виена-Охрид на 14 март идната година. Во зимскиот период унгарската нискобуџетна компанија Визер лета од Виена за Охрид 2 пати неделно. Оваа авиолинија Визер ја одржува од 2018 година. Од 17 март идната година во летниот распоред наместо од Австрија Визер ќе лета за Охрид 3 пати неделно од словачкиот главен град Братислава. Народната банка на Македонија ги ревидираше макроекономските проекции за годинава. Инфлација од 3,9%, бруто домашниот производ од 3,5%. Преходната проекција во април за инфлацијата во 2025 година изнесуваше 3%. Народна банка ја ревидираше проекцијата за инфлацијата нагоре. До крајот на годинава таа ќе изнесува 3,9% наместо 3% како што беше предвидено во април. Како што рече гувернерот на Народната банка Трајко Славески при презентацијата на среднорочните проекции, макроекономската слика за домашната економија за периодот 2025-2028 година укажуваат на отпорност и солиден раст на економијата и на натамошна стабилизација на инфлацијата. Најновите проекции упатуваат на раст на бруто домашниот производ од 3,5% во 2025 година. Нашата априлска проекција беше нешто по-песимистичка, 3%, и негово забрзување на 4% на среден рок во периодот 2026-2027 година. Нашите очекувања се дека просечната стапка на инфлација во 2025 година ќе изнесува 3,9%, а во натамошниот период на проекции ќе следи патека на надолно приспособување и враќање кон историскиот просек. Проекциите за наредниот период се дека инфлацијата ќе се сведе на 2,6% во 2026 и ќе се врати на историскиот просек од 2% на среден рок. Во однос на предвидувањата на Народната банка, која проектира инфлација од 3,9% за годинава,
Премиерот истакна дека очекува поголем скок на инфлацијата овој октомври во споредба со истиот месец минатата година. Ние очекуваме инфлацијата овој месец октомври да биде нешто поголема, бидејќи беше многу ниска минатиот октомври поради мерките кои што тогаш ги превземавме, значи базата е ниска. Но во рамките на 4-4,5%, а годишната очекувам да се движи меѓу 3,5 и 4%, ова зборувам 2025 година, а следната година се движиме меѓу 2 и 3%. Така што на тој начин планираме практично да ги поставиме нашите проекции. Повисоката инфлација е причина Народната банка овој месец да ја задржи основната каматна стапка на 5,35%. Оваа стапка последен пат беше променета во февруари. Народната банка смета дека дефицитот на тековната сметка ќе биде 4,2% од бруто домашниот производ за годинава, што е проширување на дефицитот во однос на претходната. На среден рок се очекува намалување на дефицитот со што во 2028 ќе се сведе на 2,6% од бруто домашниот производ. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатен ден.